Добро утро или добар ден, како за кого и од мене. Веднаш по Ја сакам Македонија почнуваме со магазин. Верувам дека веќе се расположивте и расоните со нивната утринска програма. А сега продолжуваме со мојот драг гостин, Ерхан Шукри, кој што е познат, реномиран, како што знаете, диригент и виолинист, како и професор. Зборуваме и откриваме детали за предстојниот концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје. Ќе се навратиме и на успесите со оркестарот кој што го има тој гудачки камерен оркестар. Арко, како и за следните проекти, ни најавува што ќе прави следната година, за работата со деца, како и за се она останато. Во продолжение, останете со нас следните минути. Добро ви утро и добре дојдовте. Добар ден и добро најдов. Мене веќе ми е добар ден, бидејќи рано станувам. И многу ми е драго што повторно сум кај вас во студио и благодарам на поканата. Како сте утрово и како го започнувате денот? Знам дека почнувавте со јога, со пливање. Дали е тоа се уште така? Колку ви дозволуваат обврските? Да, со пливањето морам да признам дека забршавам во последен период, а со јогата и сега последно време со медитации секојдневно рано станувам, се будам и со медитации практикувам. Најдов на одреден тип на медитација што доста ми пријат и навистина се чувствувам убаво, некако така уште со самиот ден една убава енергија. И еве утрото така и почна, отидов рано са бајле на работа, каде што работам во музичкото училиште и дојдов кај вас во емисија за да го најавиме престојниот концерт што ќе го одржиме на 11 ноември. Така, концерт со Скопје имавте, со тој оркестар имавте и во април годинава? Да, значи, да, оваа година, да речем, оркестарот многу беше активен. Прво сакам да ги поздравам еве мандолинците, бидејќи имаме една, ако имат прилика да не гледаат сега. И последните 3 години имаме една млада екипа, значи оркестарот се освежи и веќе тие се носители на Мандолинскиот оркестар Скопје. Така да тој оркестар веќе созрева и затоа оваа година одлучивме да бидеме и поактивни, а и самите прилики така се наметна. Така да оваа година можам да речам дека комотно грубо некои 10 настани се случија со Мандолинскиот оркестар. Таа пролетоска имавме пролетен концерт кој тогаш го посветивме закочени нели со задената ситуација. Инаку во тој период исто бевме доста активни. Гостувавме во Омиш, во Хрватска на фестивал за мандолински оркестри, исто така имавме во Загреб концерт. Настапивме за концерт што беше организиран по повод 80 години од победата над фашизмот, покрај тоа и за денот на Република Црна Гора. Така да доста настани, а меѓу другото се случуваат и концерти, да речам јас тие едукативни школски концерти кои ги одржуваме по основните училишта. А сега да, еве, есенскиот дел нас ни престојува овој сега годишен концерт и би сакал да најавам дека како што веќе во изминатите години го правиме тоа како традиција, тие наши концерти ги правиме еко концерти каде што заедно во соработка со Отпад публиката што доаѓа може да донесе електронски отпад на самиот концерт, така да еве јас батеријата ја носам, значи ете пример. Да, пример каде што може да донесат истрошени батерии или било каков тип на електронски отпад, каде што на самиот концерт ние може да ги собереме, а додека габаритните производи од електронски отпад може да се јават во нула отпад, па самиот нула отпад ги земаат од нивните домови и веќе ни стана тоа традиција, а и самиот оркестар тие еколошки концерти ги прави по смолетките, по средните училишта. Така да оваа година одржавме еден концерт во едно основно училиште, сега ни престои исто после одржувањето на годишниот концерт, еден таков концерт и да најавам што сега пред скоро време се случи, се јавија од Хрватска амбасада. Добро. И не поканија да им одржиме божикен концерт за католичкиот божик во католичката катедрала. Тоа е нешто што ќе се случува како активност во овој период. Така да можам дека речем во годинава едно 10 концерти се одржаа со Мандолинскиот оркестар. Да, па и за следната исто веќе имате замисли. Да, има се разбира. Инаку фокусот е сега нормално овој годишен концерт што секој пат го правиме во ноември месец, ќе биде во камерната сала на Македонската филхармонија, националната филхармонија. 11-11, да, убав датум, и да се потрефи некако така 11-11. И за нас е радост, бидејќи сепак ќе го одржиме тој концерт во таа институција и камерната сала е преубав амбиент, преубава акустика има. Јас искрено многу ја сакам таа сала, бидејќи самиот звук што се создава е многу компактен во самата сала.
Така да сакав на нашите нови мандолинци или овој помладен состав да имаат прилика да влезат во една таква национална установа за да одржиме еден концерт и верувам дека публиката што ќе одлучи да дојде, ќе дојде да ужива самата програма што вечерта ќе ја имаме на самиот концерт. Во 20 часот ќе биде така? Да, во 20 часот е концертот. Инаку билетите се пуштени во продажба преку МК Тикетс, МК Тикетс и продажните места на книжарниците литература МК. Значи можат кои ќе бидат, еве гледам доста има интерес и се продаваат билети, да. Така да имаме доволно време ако публиката одлучи и одлучи да дојде. Овој пат на програмата би сакал да кажам за самата програма. Оркестарот, како што реков, има еден од и еден растеж и доста амбициозна програма свириме. Ме радува што младите членови многу брзо ја совладуваат програмата, да речем можеби денешното време на смарт генерација успеваме, искуството си е тука во прашање, каде што успеваме да за пократко време да постигнеме нешто што може претходно се создавало подолг временски период и свириме доста амбициозна програма, ќе имаме премиерни дела на самиот концерт. Инаку како солист ќе настапи мојот драг колега и пријател Дарко Вагевски на класична гитара, каде што премиерно дело ќе изведеме од италијанскиот композитор Клаудио Мандонико, напишано исклучиво за гитара и за мандолински оркестар. Оркестарот инаку негува и сака да ги негува оригиналните дела што се напишени за мандолински оркестар. Тука е еден неодолив јапонски композитор Јасуо Кувахара, песната на јапонската есен, така се вика насловот на самата композиција. Тука се нашите македонски автори, композитори кои пишувале за мандолински оркестар и се разбере од светските автори каде што ќе имаме прилика да ги изведуваме на овој концерт. Програмата е убава, интересна, сериозна во смисла дека за овој состав, за овој мандолински оркестар ги надминува можеби и техничките карактеристики на самиот мандолински оркестар. Така да имаме нешто ново на самиот репертоар на оркестарот. Да, баш тоа и сакав да ве прашам што ново ќе понудите, нешто што ќе се разликува од претходните, а кои се учесници, гости ќе имате и други музичари? Да, значи вака јас го најавувам сега официјално Дарко Багевски, како што спомнав, тој ми е главен солист. Да. Покрај тоа тие ќе ги оставам изненадувањето за самиот концерт, бидејќи спремам изненадувањето испадна сега прошлата недела и публиката ќе го слушне изненадување на самиот концерт. А инаку ќе имаме солисти од мандолинскиот оркестар, значи наши млади членови што ќе им дадеме прилика да и тие се понесат со тој солистички предизвик. Така да тука се Стефан Милошевиќ и Марко Баловски што ќе настапат како солисти на мандолина. И ме радува што еден тековен репертоар што со години го имаме, да веќе и младата генерација го понесува тој репертоар и може на сцена да го презентира. А дали е голема и одговорноста ете кога настапувате на сцена, кога сте со членови од семејството, бидејќи имате знаеме потекло од музичка фамилија, дали е тоа понекогаш и товар можеби да се оправдаете целата таа традиција која што се негува со години? Да, прашањето е на место и тоа мислам онака, бидејќи тоа е огромен товар. Кога имате член од семејството, еве минатиот месец ние со мојот гудачки камерен оркестар Арко со кого работам, имавме концерт Песажот на Арко, беше насловен и настапи мојата сестра како солист. И верувајте, значи тремата или одговорноста е многу поголема од самиот солист, бидејќи тука ви оркестарот, а сепак колку и да сте во таа релација како колеги, сепак сте и емотивно врзани, бидејќи сепак се работи за семејни врски. Но сепак ете, искуството го прави тоа, сепак сме професионалци во тој дел, мора да се надминат тие нешта и да се даде поддршката максимумот колку што може за да може да се презентираме што подобро. Така, Скопје веќе колку постои како оркестар, колку време? Мандолинскиот оркестар Скопје постои веќе 24 години и планираме в година да направиме 25 годишен јубилеј, еден убав концерт каде што ќе направиме на реминисценција на самото постоење на оркестарот. Така да сферувам дека покрај младава популација сега што не се носители членови на оркестарот, идејата е да се поканат и постарите оркестранти кои се уште во Македонија, зашто повеќето и замина надвор од Македонија, дали со работни обврски, дали фамилиарни обврски.
Така ќе ми биде драго да се собереме повеќе, но тоа потом ќе размислуваме после нова година за тој концерт. Да, за следната. Но стои тоа како идеја и како замисла. Меѓу другото ќе не очекува нормално и наредната година гостување надвор од Македонија, затоа дополнително ќе информирам јавноста. Да не ги откриваме сите работи за наредната година, нека имаме што да кажеме. Така, но ќе има секако патувања. Вие дефинитивно. секогаш одите и ја представувате Македонија како еден амбасадор, може да се каже културен и музички надвор од нашите граници. Дефинитивно мандолинскиот оркестар Скопје и тоа мандолинско музицирање навистина еден субјект од повеќето субјекти што постојат во Македонија, што се репрезенти на нашата култура, и тоа се културен идентитет и на државата и се од национален интерес на државата, без разлика што си со аматерска основа, но тоа се најдобрите репрезенти на нашата музичка култура на самата држава. А конкретно мандолинскиот оркестар има голем бекграунд, голема, и сега морам да спомнам дека сепак основоположник и растежот на тоа мандолинско музицирање е поврзано со мојот татко, бидејќи тој скоро 6 децении има оставено ова голема трага во мандолинското музицирање. Сега се бориме да традиција да ја задржиме, колку со инициација и анимирање на млади деца, млади членови да доаѓаат, бидејќи знаете како, со самото доаѓање и одлуката на тие деца што ќе привлечеме внимание за да членуваат во оркестарот, ги воспитуваме, едуцираме и создаваме културна публика, без разлика, они утре други ден нема да се ориентираат професионално. Да. И ако имаме деца, двајца конкретно од овој состав, веќе се одлучија во музичко да учат. Имаме обоистка и контрабасист веќе во музичкото училиште, но сепак создаваме на културна публика која, што се вика, таа култивација, утре други ден се наши гости или публика во нашите национални установи. Пак велам, главната идеја на таа едукација и сепак култивирање е и младите да ги излечеме од улицата, односно од различните влијани. Значи сепак е многу по-корисно да негде членуваат, да се занимаваат со нешто. Зборам генерално, нека не е само музика, ќе е спорт и било што. Хоби, дефинитивно, затоа што тоа ги оплеменува. Ги оплеменува младите и мислам дека се градат во едни здрави личности. Така е, да, но дали сметате во последно време некако се чини дека помалку има мандолински оркестри во училиштата? Еве како професор може ли да забележите разлика? Има разлика и текако има разлика, бидејќи многу пати сум го рекол тоа и повторно ќе го кажам дека за жал еве конкретно во Скопје постојат само 3 мандолински оркестри, 3-4 мандолински оркестри во основните училишта. Многу и на надпревари оделе. Имаше во Прилеп биенали на секој 2 години, од цела Македонија имаше тоа плејада од оркестри. Не сеќам во 2 дена, значи беше навистина огромен фестивал. Сега за жал остана многу малку оркестри и сега на пролетните смотри мандолински баш присуствував. Ме изненади, имаше, не знам, да не бидам погрешно сватен, леко 6-7 оркестри, така, многу малку од цела Македонија. Не знам на што се должи тоа, да. Веројатно се должи на тоа што се смени и наставните програми, начинот на работа во школа. Порано беше тоа задолжително да се има хорови и мандолински оркестри. Сега секоја чест на тие основни училишта што тоа го негуваат како традиција и приложуваат. Јас се изненадив пред пандемијата, баш Лаза Ангеловски основното училиште, тогашниот директор се јави на мојот татко и нас не покани да одиме во школата да се возобнови тој мандолински оркестар и повторно да се врати во функција. И еве го тој денеска функционира, што ми е многу драго. И ние зборуваме еве со некои мандолински оркестри што постојат во Македонија, конкретно Валандово, Свети Николе, разбрав дека Битола нешто го возобновиле мандолинскиот оркестар, да некако таа традиција да ја вратиме назад, односно да ја одржиме и некако да се обединиме во таа иницијатива да ја задржиме мандолинската традиција. Бидејќи конкретно сега нашиот оркестар, можам да зборам за нашиот оркестар, е многу репрезентативен и секој пат кога одиме надвор, навистина поминуваме со одличен успех и секој пат прашањето па од каде доаѓате, која музичка школа сте? Јас кога кажам дека се аматери, навистина и гледате колку е тоа. Затоа сметам дека државата како држава можеби треба да се погрижи малку околу сите тие субјекти во Македонија, а не се тоа големи финансиски средства на годишно ниво, каде што ќе се даде поголема подршка, бидејќи тие аматерски ансамбли
Еви, ја пак велам, за нашиот мандолински оркестар тековно работат во целата година. Не се како проекти, па за 3-4-5 дена ќе завршите еден проект и тука завршува приказката. Така да тоа е еден континуитет што треба да се негува и да се даде максимална поддршка. Така е, еден апел, ете, упативте. Од сите тие патувања кои што ги спомнавте, кој ви оставило најсилен впечаток кога сте не представувале надвор од нашите граници? Многу се. Среќа со музиката имам доста пропатувано. Европа цела, скандинавските земји не сум бил, може би имам желба таму да отидам. Бидејќи јас освен со мандолинскиот оркестар сум патувал лично, јас како виолинист сум бил покануван да патувам. Така да биле патувања Јапонија, Кореја, Малезија, Индија 5 пати било и така натаму, Америка, Њујорк имаше и така натаму. Кој од патувањата? Секој е различно по своја сега временска дистанца кога ќе видиш, секој е различно по своја убавина, но убаво е кога ќе патуваш на одредено место, се запознаваш со културата на тие земји, со тој со тие релации со поставености во одредени држави. И пак ќе речам сега, можеби моето видување, Западот е можеби поорганизиран, Истокот има една друга духовна димензија. И некако ќе се препознаат тие работи каде што како е. И сепак ќе речам дека може главното на во тие патување, драго ми е што Македонија како подневје, како тло е многу богато и многу топло. И по музикалитет, што се вели на 1 метар квадратен имаме многу музикалитет. И сето тоа можеме да го презентираме во светски рамки на високо ниво. И тоа се препознава. Тоа не може да остане рамнодушен колку и да е некаде можеби не сум пропатувал со мандолинскиот на исток некаде, да кажеме дали блискиот исток или негде подалечни дестинации. Туку како виолинист? Како виолинист, но генерално сум дошол до заклучок дека менталниот склоп секаде е ист. Секаде е ист. Дали ќе патувате на исток или ќе патувате на запад, менталниот склоп е ист и тука се можеби тие културолошки разлики, можеби религиски разлики и така натаму. Сепак нели секој поднебје носи одредени карактеристики свој. Така да носам многу убави впечатоци, многу бројни се од тие патувања. Морам сега вака да издвојам, можеби Малезија е земја што многу ми се допаѓа, неверојатна земја, бев воодушевен како е една џунгла, направиле прекрасна држава. Искрено кога се вратив бев малку и разочаран бидејќи Македонија од Господ ни е дадена како земја и навистина имаме толку убава земја и треба да си ја ценаме и да си ја почитуваме, да се негуваме, да ја задржиме Македонија. Така да, ајде, верувам дека свеста ќе расте, па ќе се подобриме и за да, и ние со нашите еко концерти се трудиме да имаме една по-здрава средина, почиста средина, колку ќе успееме, не знам, од секого нас зависи, почнуваат промената, индивидуална промена за да се направи. Вие сте познати освен по тие еко концерти, по хуманитарните концерти и тие ги имате исто. Се случува, на време јас себе пред 2 години кога го правев мојот јубилеен концерт, првите мои 20 во 30 во кој одбележа 20 години на гудачкиот камерен оркестар Арко и 30 на години од мојата педагошка уметничка дејност. Тогаш го посветив за децата со дијабет, така да беше еден убав одзив и еден мал допринос, мислам и често ги правиме така да тоа ќе остане сигурно и практика во иднина, каде што ќе можеме да помогнеме и конкретно мандолинскиот оркестар секој пат ќе биде за сите. Значи за сите да биде, така да тој е на располагање и ќе ни биде драго да соработуваме со со луѓе што ќе сакаат и да помогнеме некој пат. И верувам дека едно мало добро кое ќе се направи, па тоа ќе се отвараат многу повеќе врати. Така е, секоја чест. А вие на вашите концерти, нели, бидејќи се за сите, буквално од 7 до 77, што велат, мешате жанрови исто така. Не се задржувате нели на еден, туку имате навистина што да понудите на сите генерации. Дефинитивно, сега годините на работа, имаме некој пат тематски концерти. Во принцип ги правам тематски. Конкретно, да кажеме, со Арко минатиот месец беше исклучиво класичен репертоар. Не знам, имало концерт со филмска тематика. Сега конкретно овој концерт ќе биде различни жанрови, ќе има. Така да сметам дека отворени сме за сите и сакаме да привлечеме повеќе публика со различен вкус. Зашто секој не слуша се. Или се обидуваме,
Се сеќавам еден концерт направив класика versus класика, каде што за прв пат во Македонија измешав класичен репертоар од оперски и симфониски балетски дела со поп и рок музика. И тоа беше еден многу убав сплет, каде што и на обичниот граѓанин операта ја доближивме, или пак не знам и на класичната публика, па малку да кажеме ете ги популаризиравме и им дадовме малце едно друго освежување во рамки на концертот. Да. Тоа беше Никола Ристановски со кога свираше? Никола Ристановски беше пред 2 години, да. Пред 2 години беше он, да, тоа беше Дейвид Бови. Да, Дейвид Бови, точно да. А ова беше мислам дека 2016 концертот класика versus и на тој концерт има различни жанрови, каде што покрај класичниот репертоар се сеќавам и Добрила Грашевска беше, се сеќавам и фолклорното македонскиот фолклор го негувавме. Така да сето тоа се прави, но се прави во една култивирана варијанта, каде што презентацијата мора да биде на високо професионално ниво. Сепак е концерт, сепак треба да се задржи нивото. А како настана приказната со Арко пред повеќе од 20 години? Бидејќи рековте пред 2 години обележавте веќе јубилеј од 20. Арко почна во мојата училница, односно во музичкото училиште, тоа поранешните мои ученици во тоа време. Им организирав камерна музика и после тоа завршија они основно музичко образование, се запишаа по гимназија и средните училишта, но желбата за свирење им остана. И стално ќе се сретнавме професори да свириме, нешто да дојдеме и баш во 2003 година на тоа патување во Малезија видов како функционира таму, колку работи се понесуваат, па викам јас веќе во Скопје ова го имам. Значи има оркестри. И повикав оркестранти, односно моите поранешни ученици и така настана Арко уствари и почнавме што се вели баш она од првата цигла и толку 20 на години, веќе сега 22 година тераме со Арко и така испадна Арко, а после времето како што јас созревав со посериозни програми, веќе сега Арко можам да кажам дека има две насоки. Ќе се задржи таа аматерска основа каде што ете ученици или па и тој е отворен за сите возрасти, каде што свиреле гудачки инструмент, отворен тој тип на оркестар. Но од друга страна имаме професионалниот модин каде што ме драги колеги од опера и филхармонија свират во оркестарот и ете соработуваме на тие поголеми концерти. Посериозни концерти со поамбициозна програма. Да, со поамбициозна. Ете, ви имате веќе повеќе од 30 години искуство зад себе. Што од сето тоа искуство што го имате, би ги советувале учениците, децата, помладите? Кои најважни лекции би можеле да им ги пренесете? Сега да не звучи како нели прочитано или многу го кажуваат, но веќе можам да кажам дека мене ми се потврдува човек навистина ако нешто сака и ако нешто сака да го прави, едноставно да му даде време, значење, да му се посвети на тоа и дефинитивно резултатот еден ден ќе дојде, мислам на што се вели, можеби неочекуване. Проблемот е уствари, мислам дека сега дали тоа во психологијата на човекот или дали можеби денешното време може не би го дефинирал толку дека да, оптеретени сме може во денешното време со таа динамика, притисоци, технолошки и така натаму. Дури мислам дека и премногу информации добиваме во текот на самото живење. Брзо сакаме да дојдеме до резултат. Брзо сакаме, значи, да ги добиеме нештата без многу напор, без многу труд, без многу вложување. Зашто тоа никогаш не е мерливо дека да, ќе работиш на пример толку време, нели на пример, па дека тогаш ќе дојде резултатот. Тоа никогаш не се знае. Нормално треба и други коцки да се наредат, но треба континуитетот да се задржи во тие години. И има падови, јас можам да зборувам и за себе дека многу пати се случуваат падови и си викаш готово, веќе доста крај, потешкоти има. Како сте излегувале од такви ситуации? Па добро, овновскиот инат веројатно. Се шегувам, не мислам, сум таков човек и веројатно секој пат кога замислувам нешто морам да го изгурам до крај, освен нели виша сила и така натаму. Еве за време на пандемијата не можевме па да делуваме нели така активно како што сме постојано. И пак велам тој порив што е внатре во себе те тера да одиш напред и да ги надминеш сите бариери, пречки, потешкоти. Во нашата приказка конкретно и моја, еве Арко е тука мандолинскиот, јас сум one man show и малце потешко бидејќи ги правиш сите работи. И тука се судруваш со време, во комуникација со луѓе, многу ја сакам организираноста, повратниот момент на фидбек, да, не го да го имам. Можам, не можам. Тука се отежнуваме во тие комуникации, така да човек сепак треба да биде упорен, ако навистина тоа го сака и му значи.
Па вие сте доказ за упорност, за истрајност. На 9 години почнавте да свирите виолина, иако и прето имавте интерес. Покажавте и контрабасот. Одличен податок ова сте запазиле. Да, јас виолина почнав на 9 годишна возраст. А претходно, уствари, каде беше тоа една приказка, ја што имам на некоја моја 4 годишна возраст, Да. татко ми бидејќи е контрабасист, тој вежбаше, свиреше на контрабас и јас знаев постојано да му отидам да му пречам, па да го фатам врвот на гудалото, крајот, па да свириме заедно и тогаш како дете си мислев дека ќе го исечеме контрабасот, сега нели дете како дете. Тоа е целта. Така да имало иницијатива и тогаш, мислам, афинитет да се некои инструменти, се сеќавам на една, сега ми дојде на глава една тарабука која не знам, во една одредена ситуација, не сакајќи ја скинав кожата на тарабуката, па пред неколку години ја обновив таа тарабука и ја вратив во живот. И се сеќам на првите почетоци кога кај наши комшии донесоа пијанино и јас онака истрчав да го видам пијаниното и почнав да свирам едноставно да ме го привлече вниманието. Имало афинитет, значи, од млади денови, после на 9 годишна возраст почнувам во музичкото да заучувам виолина. Негде 6-7 одделение мислам дека тогаш се запишав и кај татко ми во мандолинскиот оркестар, гитара почнав да свирам и т.н. и т.н. Да, приватно што сте слушале, со каква музика сте растале? Што нешто прво ве привлекло? Да, обично ќе речат, ама ти си класичар, ти само одиш на класични концерти. А не мора да значи. Не мора да значи. Можеби си слушате нешто друго. Например, соул многу сакам или смут джезот, например, ми е музика каде што навистина ме релаксира. Латино музиката ја сакам, едно време одев и танцував и така натаму, сакам, тоа е, да речеме, нешто што ме релаксира и што ме опушта. Покрај тоа можеби сум кажал велосипедот многу ме исполнува во возењето и така знам да се заборавам со велосипед и се сеќавам еднаш во тие млади години, еднаш 6-7 одделение така бевме со еден комшија, заглавивме па се изгубивме и стигнавме аеродром Петровец. Мислам така беше тоа. Ама желба, да, тоа е. Како се вративте? И се вративме и тоа беше интересно враќањето, бидејќи само што поминавме некои грубо 4-5 километри, мене ми се дупна предната гума и пешки до Скопје. Така да едно искуство, се случуваат авантури. Барем има што да паметите и да раскажувате. Има многу случувања од животот и можеби такви мемуари мемуари би сакал да напишам еден ден. Од сите тие патувања и навистина од сите патувања се случуваат многу интересни работи. Имате изгубена карта, авионска карта меѓу илјадници луѓе во еден ашрам и едноставно само праќате молитва или желба да се најде авионската карта и гледате дека некој господин од Лондон во таа гужва е нашол авионската карта и тап Браво, како чудо. Има многу такви, има такви случаи. Во тој момент како чудо изгледало, да. Да, има. Да, ете да напишете, да прочитаме нешто од тие сите анегдоти, мемуари да оставите за сите нас кои што сме ваши следбеници, обожаватели. Бидејќи мислам реално на секој од нас не се случуваат. Сето го имам во секојдневното, не дека само мене ми се случуваат на сите, ама тоа се интересни моменти каде што ти го правеле животот интересен, а уствари остануваат убави спомени во животот. Така е, да, убаво е да остане, инаку може да се заборави нешто, а вака додека не е заборавено, се да се напише, да се стави на хартија. Ви благодарам многу за ова гостување, навистина ми беше пријатно и задоволство ми секогаш кога сте тука во нашата телевизија. Ви благодарам на поканата, многу пријатно се чувствував и ги чекаме публиката на 11 нашиот годишен концерт на Мандолинскиот оркестар Скопје. Во Филхармонија. Во Филхармонија. Ви благодарам уште еднаш. А вие, почитувани, останете на Сител телевизија. Продолжуваме со уште еден настап каде што ќе го види Ерхан Шукри, но и Никола Ристановски како гостин, како предмалку што спомнавме. Имајте убав викенд, се гледаме повторно следната недела. Од мене, до гледање.